Во Струмичко годинава двојно е зголемен бројот на земјоделци кои се занимаваат со органско производство. Претежно нудат овошје и мед, а интерес има и за раноградинарските култури. Сепак нивната понуда е мала за да го задоволи пазарот. Сдруженијето на органски производители Органопластик од Струмица синоќа презентираше веб страната на која ќе може да се најдат сите производи, а паралелно истапување во контакт со производителите и купување на понуденото. Па овде најмногу сме со киви, меѓутоа има веќе и други производи кои, сливата, аронијата, цреша има и градинарски култури, околу 10 видови кои сега веќе почнаа да ги има, јаготки има поголем број, меѓутоа е се уште тоа во мала количина. Значи, станува збор за нешто што луѓето, ако сакат, убаво е преку оваа страница да ја посетат, да може да бидат информирани кога стасуваат и каде да може да ги набават. Според експертите за развој на органското производство, неопходно постојани истражувања, континуирана едукација и пред се прилагодување кон поборовачката. Фокусот треба да се стави на руралните средини, кои имаат голем потенцијал поради екстензивното традиционално земјоделство. Иако мислиме дека знаеме што е тоа органско, мислам дека луѓето се уште не знаат што е тоа органско. Значи сите мислат дека тоа е нешто непрскано и дека е многу тешко да се произведе и дека е многу скапо да се купи. Не е така, значи веќе има препарати кои го олеснуваат овој начин на производство и самите органски производи полесно стасуваат сега до купувачите. И купувачите треба да проверат дека навистина овие производи не се толку скапи како што едно време беше. Поборовачката за органски производи на светско ниво се зголемува со исклучително брзо темпо. Лани достигна 90 милиарди долари за разлика од 1999 кога беше 15 милиарди. Најголеми потрошувачи се Швајцарија, Германија, Велика Британија, Луксембург и Данска, а најголем производител е Австрија.